Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи се прогласи себе си за воен предводник. Ставајќи се пред премиерот Димитар Ковачевски во донесувањето на одлуките, Османи остро реагира на сите објави на руската амбасада во земјава за воените случувања во Украина. И тоа е оној кој излегува со официјални ставови на македонската влада, па калкулира и како ќе постапуваме во актуелните ситуации. Откако од владата се приклучија кон заклучокот на меѓународната заедница за заострување на санкциите кон Русија, власта без никој да го побара тоа од нас, донесува одлуки и пред земјите членки да пристапат кон такви чекори. По одлуката на Руската Федерација да ги прогласи државите кои воведоа санкции за државни непријатели, Османи експресно го повика рускиот амбасадор во земјава и му врачи протестна нота. И додека како држава сме подготвени за остра реторика кон Русија, остануваме без коментар за бројните бугарски навреди, провокации, ултиматуми кои не се доволни за било каква реакција на македонската влада. Агресивната бугарска реторика за министерот за надворешни работи не се повод за разговор со неговата бугарска колешка Генчовска, па затоа побрза, говорејќи на бугарски јазик, да им го честита денот кога Бугарија ја слави идејата за голема или Сан Стефанска Бугарија, која предвидува за земање на дел од македонската територија. Скъпа Теодора, скъпи пријатели, please accept my most sincere congratulations on the National Day of the Republic of Bulgaria. Ниту идејата за голема Бугарија која неколку пати актуализираа бугарските челници не најдена никаква осуда од македонските власти, кои во духот на добрососедските односи останаа неми на ваквите провокации низ годините наназад, како и она на европратеникот Джамбаски дека не треба да постојат граници меѓу Македонија и Бугарија. Няма българин, който да не разбира значението на това да няма граници между Охрид и Черно море. Това мислим в Европейския съюз. Затова поставянето на тази тема е безспорен успех както за Европейския съюз, защото дава сигнал за развитие. А Османи, во обидот да се додворува на одлуките на големите европски сили, излезе и со изјава дека со купувањето на руска нафта и газ се финансирала руската војска. Сепак нема одговор на реакцијата на ВЕСА дека токму Османи и Министерството за надворешни работи имаат склучено голем договор за набавка на гориво токму од руската компанија Лукойл.